Господин Рамадани, гледам особено кај албанската опозиција, значи тука слободно ќе кажам, не ја вклучувам ДП, бидејќи таа не се однесува карактеристично за опозициона партија. Значи за оние помали партии кои произлегува, значи господинот Цела, партијата на Руфи Османи, ново формираната Беса, еве сега се формира и Унитети, се реформира и ПДП. Некако не гледам некаква кохезивна политика кај тие партии, нити некаква спремност за некој поорганизиран настап како еден силен опонент на тој. Знаете како, ако останува најверојатно овој модел со 6 изборни единици, пропорционалниот модел, мислам дека опозиционите албански партии, новоформираните кои се консолидираат и така натаму, најдобро е тие сите заедно. Прв пат после 25 години нека пробат. Јас смело ова го кажувам за да се отвори дебата понатаму. Може би најдобро би била една предизборна коалиција со опозиционите партии македонски, условно кажано, со Социјалдемократскиот сојуз и другите партии. И во другата страна, зошто не, чиме им е добар адут, добро им оди муабетот, нека продолжат дуи и ВМРО ДПМН со Никола Груевски, ако биде он председател на партијата понатаму на избори, и ДПА, па да имаме две големи коалиции, да речеме, и во однос етнички мешани и така натаму. И една опција која се бори против ова опција сегашна владеачка, која направи што направи, ни донесе ситуација ден и ноќ да се расправа за да се тоа што е изместено да дојде во тоа што е нормално. И две опции на избори, јас мислам дека тогаш не е многу важно зашто се 6 изборни единици како модел. И да видиме победничката опција која ќе биде. И многу е добро да се проба веднаш. Понекогаш се прашуваме зошто да нема коалиција предизборна, условно кажеме со македонска опозициона или позициона или владеачка партија, затоа што после изборите и така, веќе 25 години сме сведоци дека имаме ние коалициона влада со една или две албански партии. Да, добро.